Доколку користите кабловски интернет и телевизија од А1 и ви е потребен дополнителен телевизиски ресивер, појдете во најблискиот продажен салон на А1 и земете го пакетот со дополнителен ресивер, кој ќе можете да го инсталирате сами по принципот направи сам. Пакетот се состои од дополнителен ТВ ресивер кој може да биде Kaon 1200 или Gospel Powerbox, коаксијален кабел од 15 метри, коаксијален луп кабел од 1,5 метар, коаксијален кабел за кратка врска од 30 см, разделник или така наречен сплитер за кабловска мрежа и мрежен кабел од 15 метри, доколку дополнителниот ресивер е Kaon 1200. Сплитерот представува пасивен електронски уред кој овозможува разделување на влезниот сигнал на повеќе излези. Во прилог на пакетот, сплитерот има еден влез и два излези. Постоечката состојба на поврзување во вашиот дом е прикажана на екранот. На сликата е представено поврзување на кабловски интернет и телевизија со CAM модул, како и поврзување на кабловски интернет и телевизија со ресивер. Од постоечкиот сплитер, секогаш го одвртувате излезот со ресивер, никогаш излезот кој оди во модемот. На истото место, навртете го коаксијалниот кабел за кратка врска кој доаѓа во пакетот. На другата страна, навртете го кабелот во влезот на сплитерот како што е прикажано на екранот. Кабелот кој претходно го исклучивте, сега приклучете го во едниот излез од сплитерот. Во вториот излез од сплитерот, приклучете го коаксијалниот кабел од 15 метри од дополнителниот пакет. Доколку користите Kaon 1200 ресивер како дополнителен уред, тогаш во вашиот пакет ќе имате и 15 метри мрежен кабел, каде едниот крај треба да го приклучите во кабловскиот модем во портата број 3. Спроведете го коаксијалниот кабел заедно со мрежниот кабел во просторијата каде сакате да имате телевизиски прием. Поставете го дополнителниот ресивер во близината на вториот телевизор. Навртете го кабелот во влезот ANT-IN во дополнителниот Gospel Powerbox. Или пак доколку користите Kaon VM1200 како дополнителен уред, тогаш коаксијалниот кабел вметнете го во влезот Cable IN. Со HDMI кабелот од пакетот поврзете го ресиверот и телевизорот. Едниот крај од луп кабелот поврзете го со ресиверот во конекторот Loop Out, додека другиот крај во антенскиот конектор во телевизорот. Доколку користите Kaon VM1200 како дополнителен уред, другиот крај од мрежниот кабел приклучете го во ресиверот во мрежниот влез. Поврзете го едниот крај од струјниот адаптер во ресиверот во конекторот за струја, додека другиот крај во штекер. Доколку е се поврзано како што прикажавме, ќе можете да гледате телевизиска програма на вашиот втор телевизор. За да можете да гледате, ќе биде потребно да направите скенирање на каналите. За таа цел, погледнете ги видеотуторијалите на нашиот YouTube канал, прескенирање на каналите и фабрички поставки за Kaon VM1200 и Powerbox Gospel ресиверите. Ви благодариме на вниманието.